Казната за лавот и глушецот. Си беше еден лав. Беше гладен, па догледа во тревите еден глушец. Му скокна и го фати. Те молам, лаву, не јади ме, му рече глушецот. Малечок сум, нема да се најадеш со мене, а еден ден можам да те се најдам за нешто. Зашто ќе ми се најдеш ти? Види се колку си мал и смешен. Никогаш нема да имам полза од тебе. Му зборуваше лавот на глушецот, но реши да не го изеде, оти навистина не можеше да се најаде со него. Му се смилува и го пушти. Помина подолго време кога едни ловџии го фатија лавот и го врзаа со јажиња за еден голем дап. Ловџиите пратија еден од нив да оди до градот по синџири за да можат посилно да го заврзат лавот и полесно да го однесат во градот. Но и јажињата со кои беше врзан беа многу силни. Лавот влечеше и копаше во земјата и рикаше и се обидуваше да се ослободи, но попусто. До дабот имаше една дупка и во неја живееше еден глушец. Токму оној глушец на кој лавот му се сожали и не го изеде. Кога го слушна рикањето на лавот, глушецот излезе за да види што се случува. Го виде лавот, па го праша што му е. Но лавот само му го сврте грбот, ја крена опашката и рикна: "Тргни ми се, немој да ми додеваш." Глушецот се скри во дупката, но по некое време повторно излезе надвор. Се обиде да му прозбори на лавот, но овој пак го избрка. Кога излезе по трет пат, глушецот беше упорен, па му рече на лавот: "Кажи ми, те молам, каква мака имаш? Може би можам некако да ти помогнам." А лавот му одговори: "Не гледаш ли што ми е? Ме фатија ловџии и ме врзаа овде, па пратија еден од нив да земе синџири, да ме врзат со нив и да ме носат по градовите, па да ме покажуваат таму на луѓето и да ме мачат. Како можеш ти, олку мал, да ми помогнеш?" "Ах, никогаш нема да бидам слободен." Лавот воздигна од мака, но глушецот не се предаваше. "О, зар тоа ти била маката?" рече глушецот. "Па што не ми кажа пред малку? Сега ќе видиш како јас, олку мал, можам да те спасам." Во тој миг глушецот скокна на вратот на лавот и крц го прегриза јажето од едната страна. Скокна кај шепите, крц го прегриза јажето и од другата страна. "А сега бегај од тука," му рече глушецот на лавот. "Слободен си!" Лавот кога виде дека е ослободен, му се заблагодари на глушецот и веднаш избега. Додека трчаше се чудеше кај се чуло и видело еден толку голем лав да биде ослободен од едно малечко глувче. Но треба да се знае дека од немалечкиот има некаква корист.